Здраво, јас сум Горан Теменогов, а вие го гледате подкастот Каде се парите на pari.com.mk. Ова издание по неколку неутрални и опозицијски ќе биде провладино. Секако нема да ја фалиме во извршната власт, бидејќи според анкетата на Националниот демократски институт, нарачана од Министерството за економија, нема и баш нешто многу да се фали. Бидејќи, на пример, во нејзе се споменува дека виновни за инфлацијата и високите цени прва е владата, втора е енергетската криза, а третото е токму и Министерството за економија. Затоа, денеска во овој подкаст ќе биде гостин министерот за економија Крешник Бектеши. Добре дојдовте. Благодарам на поканата. Многу работи околу оваа криза. Ве препознаваат и како човек што презема мерки, но исто така и како министерство и министр кој што е виновен за тоа што има зголемени цени. Тоа го покажува анкетата на страна 39, мислам дека е. Но она што пред да се навратиме на анкетата, сакам најважното прашање за нас граѓаните, тоа е цената на електричната енергија. Се подготвува нова цена, компаниите, сите компании бараат зголемена цена на електричната енергија. Државната ЕСМ, Електростопанство на Македонија, бара минимум 70 евра за мегават час, тоа ќе значи 16 евра повеќе од сегашната цена. Исто така од 1 јули се враќа 18% данок на додадена вредност за електричната енергија, што е 8% поени повеќе од сега. Тоа значи, ако се прифати се, поголема цена. Колку би било поголема цената? Значи, првично би сакал да ви честитам за новата емисија која неверојатно би дал голем придонес во делот на економската писменост првично и ќе третира теми кои се многу важни за граѓаните, посебно имајќи го предвид и податоците и повикувајќи се на анкетите, но и на тоа што се очекувањата на граѓаните во делот и на нивното информирање соодветно, но секако дека и во креирање и носење на различни мерки, не само од владините институции, но генерално и од стопанството и сите што се вклучени во овој процес. Во делот на електричната енергија, согласно законот за електрична енергија, секогаш на 1 јули и 1 јануари, значи се утврдува нова цена на електричната енергија во регулираниот пазар, вклучувајќи ги домаќинствата и малите потрошувачи, генерално компании, институции кои имаат под 50 вработени, претходната година немале поголем приход од 2 милиони евра, што значи дека регулаторната комисија за енергетика согласно методологијата, каде што ги прифаќа одредени барања од страна на енергетските компании, а секако дека и согласно политиките на владата, генерално преку ЕСМ, заради тоа што владата е единствен механизам за да влијае во цената на електрична енергија, му е цената со која ЕСМ ќе ја понуди во јавниот повик кој го објавува EVN Home. Јас сум наведел и претhodно, сега денеска можам само да потврдам уште еднаш дека зголемување на постоечката цена на електричната енергија нема да има. Иако тоа што вие го кажавте и може да се случи во делот на зголемување на ДДВ-то, но секако дека ќе се интервенира во делот на намалување на цената на ЕСМ која ќе понуди према EVN Home и секако дека во континуитет, во последните неколку години, енергетските компании, вклучувајќи го МЕПСО, дистрибуција и ЕСМ, секогаш бараат поголеми цени од тие што ги имаат моментално. Зошто? Заради тоа што секоја компанија, нивните управни одбори, нивниот менеджмент сака да биде пообезбеден во делот на нивната финансиска ликвидност, а секако дека ние како влада на крај ќе пресечеме во делот на ЕСМ. Преку ЕСМ можете, но мислам дека можете и преку МЕПСО исто така нешто да интервенирате и они бараат многу зголемување, можеби и преку МЕМО, бидејќи се е тоа под државна капа, но производствената цена е многу важна, но рековте ќе интервенирате и нема да има зголемување. Тоа значи ќе биде зголемувањето 0%, односно ќе се биде истата цена од 1 јули. Сигурен од 1 јануари. Од 1 јули треба. Истата цена. Да, ќе биде сега што е од 1 јули ќе биде истата цена како што е. Ќе продолжи од 1 јули. Од 1 јули ќе се биде исто. Значи нема да има зголемување. Но можда ќе има нови новитети кои ќе бидат во интерес на граѓаните. Тие новитети секогаш во интерес на граѓаните може да се враќат назад, имајќи го предвид дека енергетската криза е менажирана како што треба, одредени мерки кои претhodно важеле за
граѓаните, може да има нови мерки кои се дизајнирани по барање на граѓаните, повикувајќи се и на анкетите и на тоа што го слушаме на терен. Ќе дојдеме до тоа што очекуваат граѓаните и колку сето тоа се коси со пазарните логики, бидејќи во заклучоците од анкетата стои дека премногу веќе се оди со државен интервенционизам и се фаворизираат одредени сектори и се нарушува пазарната логика. Тоа исто така во првиот подкаст овде го спомена почитуваниот Никола Поповски, кој што кажа дека прилично се враќаме како на почетокот од 90-тите години, кога сакавме кога имавме контролирана економија, социјалистичка економија, и ова веќе се повеќе така навикува. Се согласувам со тврдењата на господинот Поповски, да, ние сме пазарна економија и ќе настојуваме за тоа да го зајакнеме уште повеќе како држава, но треба да се има во предвид дека нема држава во европскиот континент, па да не кажам и глобално, кој не интервенирал во време на енергетска криза и во делот на трговијата, посебно во малопродажбата и во трговијата на премините производи. Тие се времени мерки и веќе одредени од нив не важат. И затоа веќе е стабилизирана цената на производите во Северна Македонија. Рековте преку ЕСМ ќе интервенирате, но тоа значи дека повторно ќе требаат сите дополнителни трошоци што ги има ЕСМ да се покриваат од буџетот. Доаѓаме до оноа тој што плаќа редовно даноци, ќе финансира работењето на ЕСМ, сите што плаќаат редовно електрична енергија ќе го плаќаат исто тоа, бидејќи 51% од сметката што ја плаќаме оди за ЕСМ, значи за државната компанија. У суштина сите ние што редовно плаќаме ќе бидеме два пати ќе плаќаме, оние што нередовно плаќаат ќе бидат привилегирани, на пример 30%, 40% од економијата е во сива зона, не плаќаат даноци, па ние ќе ги финансираме нив преку буџетот. Нели малце го растегнуваме буџетот и премногу си дозволуваме во овакви услови со буџетски дефицит од 700 милиона евра. Значи за 2023 година во буџетот за справување со кризите, вклучувајќи енергетската криза, се предвидени околу 225 милиони евра во ставка антикризни мерки, која генерално се менаџира од Генералниот секретаријат во слоб на владата, а секако дека мерките ги дизајнираме ние како министерство заедно со финанси. Тие мерки, тие средства се предвидени ако во случај до крајот на годината има одредени работи кои не биле предвидени. А тоа никој не може да го предвиди. Имајќи го предвид дека имаме војна во европскиот континент, инвазијата на Русија во Украина, моментално е стабилизирана цената во делот на електричната енергија и на светските берзи, но и кај нас, и сега ве почната веќе да работи македонската берза за прв пат во историјата во делот на електрична енергија. Што се однесува до ЕСМ, согласно податоците и планот за производство кој ние го добиваме како Министерство за економија и како влада, јас очекувам зголемување на производството од страна на ЕСМ, но и вклучување и вградување на одредени барања кои ги имаше Стопанската комора, се со цел да се стави и домашното производство, кое е направено од приватни инвеститори, во интерес на ЕСМ и подобрување на работата на ЕСМ. Тоа ќе даде можност за да се заштити во делот на акумулациите, на хидропотенцијалот на државата, ќе даде можност да не се набави суровини, јаглен, мазут и други суровини за потребата на работата на термоелектраните, кои секако дека го зголемува трошокот, а тоа влија индиректно и директно и индиректно во цената финална на производство на цена на електрична енергија и на таков си начин да бидеме целосно подготвени во време кога потрошувачата се зголемува, генерално тоа е од почеток на декември кон крајот на март. Министре, ова ми личи како добра можност на некој што инвестирал во фотоволтаици, бидејќи имаме наплив на огромна инвестиција, околу 500 дозволи се дода лиценци за производство. Ова е добра можност некој од буџетски пари да си се офајди, бидејќи на таква инфлација на фотоволтаици очекувано е да падне цената на електричната енергија. Дури некаде се зборуваше дека можно и негативна да биде, односно ќе ја произведат, бидејќи толку ќе има многу производство, за да ја дадат некаде ќе треба да платат некој да им ја преземе, посебно во оние дневни часови кога ќе грее сонцето најсилно околу 2, 3, 4 саат.
би имало многу електрична енергија. Ова малку ми звучи како еве некој инвестирал и сега за да не отиде во загуба заради инвестициите, па преку буџетот ќе му платиме одредена цена, реално на пример ќе кошта 2 евра мегават час, сега карикирам. Okay. Вие ќе платите 15 евра. 13 еври ќе си ги брцне во джеп, а ние тоа ќе оди на сметка на граѓаните, бидејќи ние преку буџетот го даваме сето тоа. Тоа е логиката што во овој момент мене ми доаѓа некако на памет. Нема ли некој да си се офајди што има такви фотоволтаици? Значи вака, овие инвестиции не се дојдени од небо, се дојдени со либерализација целосна и можност давање на потенцијални инвеститори да го направат тоа. До пред 5 години, а вие многу добро знаете, пошто се занимавате со ова работа, посебно во делот на економијата, со децени, да кажам, немаше повеќе од 19,8 мегавати инсталирана снага од фотонапонски централи во земја која се препознава како земја на сонцето. Сега зборуваме за капацитет на 250 мегавати кои се приклучени во мрежа, кои може да бидат користени посебно во време кога тие работат повеќе. Не е спорно, од мај до октомври. Прашањето во мое делот на негативните цени, за да биде јасно за граѓаните. Цената на електрична енергија се утврдува по час. И така функционира берзата. Така на 24 часа, на секој час, колку имаш понуда? На секој час има различна цена на електрична енергија и ова е пазарна економија во делот на електричната енергија и се утврдува согласно берзите. Значи, понуда побарувачка и се утврдува цената. Во одредени часови и во зимско време, ако има вишок производство на електрична енергија, може да стигне цената минус. Така е. Тоа може да биде во дневните часови, може да биде во ноќните часови. Интерес на секоја држава е првично да обезбеди домашен капацитет што може да ги покрива своите потреби. А во втора фаза, ако имаме вишоци на тоа што ние го произведуваме и го потрошуваме, тоа ќе значи дека ние ќе бараме други пазари за да ја пласираме таа производителите и трговците ќе бараат либерализиране пазарот. Ајде да ги расчистиме. Државата треба да ги задоволи своите потреби. Тука е ЕСМ. Ние треба да имаме ЕСМ која ќе биде профитабилна. И ЕСМ има право да продава надвор од државата електрична енергија во моменти кога има вишоци. И тоа би требало да го направи. А зошто тоа да го направи? Заради тоа што ќе ги зголеми приходите. Се ова е јасно, да, продолжите. Секако дека со тоа ќе може. Основното прашање со тоа ќе може секако дека да покрива одредени трошоци во вид на субвенции кои ги даваме кон граѓаните. Така. Ајде сега уште еднаш. Приватен сектор инвестирал со сиот ризик. Тоа е приватен сектор. Инвестира 250 мегавата, не е толку, може ќе стигне и 500 мегавата, може ќе стигне и 750 мегавата. Во таква инсталирана состојба во летните часови ќе имаме огромно производство. Не може да се запре, ќе се произведува едноставно таа електрична енергија и таа ќе треба да се пласира. Кога има многу електрична енергија, паѓа цената, како што рековте, од час во час. Во еден момент ќе дојде таа да биде многу ефтина. Вака во Македонија, например. Дневно, например, имаме 600 мегавата потреба, 700 мегавата од моќност, а овде имаме 750. Имаме наплив, тука работи и ЕСМ исто така, значи и она задоволува потребите на граѓаните. Имаме голема понуда на електрична енергија. Вие што го кажувате? Дали вие кога ќе откупите таа електрична енергија, ќе по пазарни цени или ќе по договорна цена кај што ќе си земат фирмите пара на штета на нас граѓаните. Место да биде 2 евра, ние ќе платиме 15 евра. Тоа сакам да вие што викате, ова носи кон затварање на ЕСМ. Вие викате ЕСМ да не произведува електрична енергија. Не, ја викам да произведува. Ја викам нека си го бараат приватниот сектор ќаро. Значи вие викате термоелектраните да работат уште 30 години. Не, нека се инвестира ЕСМ. Не, вака се. Значи ЕСМ веќе инвестира. Добро, окей. Ама збориме сега за други, за буџетските пари. Ние ЕСМ да го ставиме. Мене ме интересираат приватните. Има собствена фотонапонска централа. Има ветерници. Има, значи, јавно-приватно партнерство со две големи инвестиции. Модели кои се користат сега во светот. Најважно од све
ние да направиме од ЕСМ стабилна, оддржлива компанија ЕСМ не ја беше во која е приказнала. столб, која Министре, ако е мене цената што ви ја продавам вас на државата, на ЕСМ, е 2 евра реално, вие мене ми ја плаќате 15 евра како држава. 13 евра некој ги лапка, бидејќи на нереална цена. Тоа е поентата, тоа сакам да ви го кажам. Владата не инвестира во енергетски капацитети. ЕСМ инвестира. Така, што е добро? Што е под владина собственост. Така е. Океј. Ако вие кажувате не дека владата треба да интервенира, за интервенира, откупот на електричната енергија од приватните што инвестирале 250-500 мегавата и сето тоа. Јас зборувам во еден момент ќе дојде многу ефтина електричната енергија. ЕСМ ќе ја откупи таа електрична енергија. Пред 7 месеци зборувавте дека немаме доволни капацитети за да имаме наше домашно производство. Па немаме базична енергија, немаме сега, имаме во лето и затоа ќе биде ефтина. Базична електрична енергија и производство, пошто ги имаме хидроелектраните и затоа сте виделе каква е водосостојбата? Затоа треба да се заштеда во хидроелектраните за да се користат во одредени моменти кога е најпотребно. Добро. И тоа одговарате за оваа разлика во цени? Океј. Не можам јас Добро. како министер за економија да се мешам во пазарот. И да се како се утврдуваат цените во пазарот. Не, јас се Ако зборуваме за пазарна економија, тоа ќе му го дозволиме на пазарот така, да утврди. Согласно е опасно со буџетот. И... Вие управувате со буџетот. Со буџетски пари, бидејќи ќе има проблеми Кој буџетски пари? За да се откупи електричната енергија од приватниот па сектор. Не ја купи владата со буџетски пари. Добро. ЕСМ е акционерско друштво. Така е. ЕСМ. Пред ќе се вратиме на почетокот на муабетот, вие имате 225 милиона одвоено, ако има отворени потреби за тие се за да им излеземе во пресед на граѓаните. Така е, преку ЕСМ. Посебно на најранливите категории на граѓани. За да не се зголеми цената на електрична енергија, а вие ова што го кажувате ќе не носи на зголемување на цената на електрична енергија, пошто на таков си начин не само разговараме да имаме целата слика. Мора да имаме целата слика. Според вас и ЕСМ треба да оди на берза и да работи согласно цените на пазар. Бидејќи можеби ќе бидат пониски цените на берза. И тоа вие го кажувате. Бидејќи може да бидат пониски. Што значи дека во одредени часови ЕСМ треба да не работи. Пошто не можеш да работиш на јаглен со овие капацитети кои се на јаглен во државата, на цена од вие што ги наведувавте 10, 20, 30 евра по мегават час во одредени часови. А за да се исклучи една термоелектрана, треба часови, да не кажувам денови, така за да се стави после во функција. Тоа е па добро, окей. Ова ќе го следиме многу интересно, бидејќи тука многу матни работи се случуваат кога е ЕСМ во прашање, но како што вие сакате да кажете, тоа е акционерско друштво во собственост на владата, вие немате директни ингеренции. Не во ред да се кажуваат ингеренции. Значи вака, ја немам директни ингеренции како министер за економија кон ЕСМ, но не е во ред да се кажува, се случуваат многу матни работи. А се истражување покажано. Имајќи го во предвид дека ЕСМ посебно во делот на енергетската криза работеше одлично и не остави ни еден момент за граѓаните да останат без снабдување со електрична енергија, стопанството да останува, да има големи цени, на таков си начин да не бидат конкурентни, но го направи спротивното. Ги зголеми капацитетите, го зголеми производството и тие се најважните бројки каде што ние ги гледаме како влада. И како министерство. И за бројките можам да спорам, во делот на матни работи што вие ги кажувате, за нив има органи кои треба да следат. Да ги повикуваме, ама некако да се повикат, да излегуваат, да ги направат соодветните контроли. Така. И да ги информираат граѓаните на време. Добре, не ве повикувам вас, немате ингеренции на тоа, само кажувам дека не е толку сјајно во ЕСМ во кризата, бидејќи мои колеги и кај што ја работев до пред известно време, прилично интересни сознанија доаѓавме и ги објавувавме, па никој ништо не преземаше околу тоа, но окей, тоа ќе видиме како ќе се развива таа приказна. Не сте за тоа повикани овде, значи. Не барате сега ние не бараме. Интервенираме во судство, во тама работа. Кој може да интервенира во оваа држава во судство, мислам. Не тоа го барате. Не го побарав. Воопшто не го побарав, тоа само констатираме на фактичка состојба која што кажав уште еднаш, не сте вие повикан за тука за таа фактичка состојба, туку за тоа треба да се потврди од тие органи кои се надлежни за така. Така ние ги повикуваме како новинари, како јавност, но доаѓаме до исто така една интересна работа, а тоа е се зборува, се заговара се повеќе за да може електричната енергија да се складира, односно да се поставуваат батерии.
може ли да не информирате до каде е сето тоа, бидејќи мислам дека во јавноста има голем интерес. Само да напоменам, ова не е за нас обичните граѓани, нема да биде мерка, туку ова е сепак бизнис ќе биде. Може да информираме што се случува во моментов и до каде да може да се поставуваат батерии за да се складира оваа електрична енергија, бидејќи имаме вишоци веројатно заради големиот број на фотоволтаици. Јас стварно се чувствувам горд кога и вие како долгогодишна новина кажувате дека само за 3-4 години Македонија е во ситуација да има вишоци на производство на електрична енергија. Се надевам дека ќе има, уште нема било тоа еден час. Добро. Значи Македонија има вишоци. Веќе зборуваме за тој вишок кој сме го направиле за овие 3-4 години, начинот како да го пласираме или пак како да го складираме се со цел да има поголема придобивка за ЕСМ, за граѓаните, за МЕПСО и за енергетските компании. Прво и основно, воведувањето на дејноста на складирање преку батерии е дејност која веќе почнала да се реализира во европските земји. Кога зборуваме за дејност, тоа може да биде и на комерцијална основа и може да се направи како инвестиција преку ЕСМ. Што значи? Дека кога нема голема потрошувачка, а има поголемо производство, таа електрична енергија да се складира во така наречените батерии и кога има потреба, таа да се пласира. Било тоа за стопанството, било тоа за домаќинството. Тука е многу важно да се наведе фактот дека ЕСМ ќе има можност во берза, во одредени часови, кога има поголема потрошувачка и подобра цена, да ја пласира таа електрична енергија и од тоа да ги зголеми приходите, со што во одредени моменти ќе ги инвестира во зголемување на капацитетите или пак во субвенционирање на електричните сметки за граѓаните. И тоа не е само како бизнис, вие како што нарекувате. Секој домаќинство, секоја компанија може и ќе има право, согласно правилникот и по законските акти кои се подготвуваат, значи да инвестира и во складирање. Веќе имаме многу лиценци дадени, можда и 100 лиценци за компании да инсталираат во нивните кровови фотонапонски централи. Но тие не работат само преку ден. Има компании кои работат на 2 смени, има компании кои работат на 3 смени. Ако имат вишоци на производство на електрична енергија преку ден, а нема толку потреба за нивните операции и процеси, тоа електрична енергија ќе може да ја складира и да ја користи во втората, во третата смена, кога не работат фотонапонските централи. Тоа важи и за домаќинствата, за кои зборуваме за помали капацитети на домаќинствата не може да учествуваат на пазарот на електрична енергија. Не. Со последните измени може да учествуваат, пошто за прв пат во регионот ние сме лидери кои сме воведеле модел производител потрошувач или просюмерси, како што се познават во енергетскиот сектор, и до 6 киловати секој може да инсталира панели, соларни панели, кога нема потрошувачка или не се дома, тоа го стават во мрежа и после се покриват кога имат потреба. Да. Ајде уште еднаш околу батерииве. Зборуваме сега да домаќинствата ги ставивме се, но зборуваме за дејност. Сега се зборуваме за големи комплекси каде што ќе се би требало да се складираат големи количини на електрична енергија и генерално тоа ќе го може да го дозволат само големи инвеститори да го направат, ако одиме на приватно. Како што е само. Ако е приватно само големи или ЕСМ, сега доаѓаме до клучното прашање, дали е паметно да се дозволат приватни вакви големи складишта или да се оди ЕСМ да биде, ајде да кажеме, главниот и единствениот складиштар, ајде да го кажеме така, во целава приказна, каде што по транспарентни услови секој што ќе произведе ќе има вишок, да може со одредена минимална закупнина или закупнина, пазарна закупнина, не минимална, да складира таму и кога ќе има потреба да ја пласира после на берзата на електрична енергија. Зошто оваа го зборувам? Ако е во приватни раце, бидејќи веројатно ќе се субвенционира, ќе се даваат поволности за да се направи тоа, бидејќи е на почеток бизнисот, па ќе се влечат фондови и сето тоа, но ако е во приватни раце, тој ќе има на еден стратешки ресурс контрола, приватно.
Ако е во ЕСМ, сепак државата ќе има на стратешки ресурс, тоа е складирање на електрична енергија, контрола и ќе може да влијае на транспарентноста и на еднаквоста при пристапот на сите производители. И нема да зависи, например, јас Горан Теменугов имам складиште, не ми се свиѓа Крешник Бектеши, па нема да му дозволам, нема да склопам договор со него, а ЕСМ ќе мора да склопи бидејќи е сепак под контрола на државата. Би требало така. Одлична логика и во таа насока се оди, што се коси со тоа што предходно го кажавте. Дека има некој си бизнис ако во одредена ситуација е само откупува електрична енергија. Да не, тоа е друго. Сега Значи, ова се коси, не се коси со ништо кажано претходно. Јас сам реалната ситуација. Ова се коси со тоа што го кажавте, зошто? Заради тоа што за потребите на балансирање на системот, вакви инвестиции може да направи МЕПСО. Во делот на преносната мрежа. Во делот на дејност како батерии може да направи ЕСМ. Зошто? Заради тоа што ЕСМ е најголем производител на електрична енергија во државата. И ЕСМ има можност да направи балансна група и преку батериите и моментално преку ова базна енергија што ја произведува. Што значи тоа? Дека ЕСМ може, вас како инвеститор, на мала централа, од 500 киловати, од 1 мегават, да кажеме, да ве вклучи во нивната балансна група. Кога вие ќе номинирате, например, дека ќе произведувате 1 мегават, но нема толку доволно сонце или радиација, ќе произведувате 800, таа можност ја има ЕСМ преку намалување на производството за одреден процент, а тоа е 0,0 нешто процент, да не направи проблем во системот, во мрежата. Било тоа во дистрибутивната, било тоа во преносната мрежа и секако дека ние работиме на таа насока тоа да го направи ЕСМ. Но ние не можеме да забраниме на одреден инвеститор, Горан Теменугов, кој има фотонапонска централа од 5 мегавати, да кажеме, да инвестира во батерии. Заради тоа што Горан Теменугов тие 5 мегавати можда би сакал да ги продава во ноќните часови. И тоа ќе го дозволиме. А како дејност голема во државата што треба да се контролира целосно, тоа ќе биде преку ЕСМ, во тој дел што го објаснив, а во делот на балансирањето ќе му се дозволи ќе му се дозволи и на МЕПСО. Јас произведувам 5 мегавата, имам право на батерии, но за твоите потреби. За моите. Така е, но ако сум малечок производител, а не ми се исплати батериите да инвестирам, дали ќе отидам, ќе мора да го молам, например, или мене некој да ме моли ако имам батерии, например, или ќе се отиде во ЕСМ и ЕСМ ќе рече тоа се пазарните услови, повелете ќе ја складираме, па продадете ја зимоска или не е важно кога ќе ви одговара вас тоа. Согласно правилата. Така ќе го направите тоа. Согласно правилата кои моментално се подготвуваат и е веќе направена работна група каде се вклучени сите од енергетските компании и од стопанската компанија. Дали Македонската енергетска асоциација ќе прифати вакво нешто, дали им се исплати вако? Неверојатно да, пошто тие доставија барање. Едно од нивното барање беше и ова. И веќе се работи во. Ама како е само вака како што го зборите да биде решено или они си барат да можат они да се како дека преку ЕСМ за наведов уште еднаш за домаќинствата кои сами инвестирале. Така. За компаниите кои сами инвестирале во нивните кровови. Така. За одредени мали инвеститори во фотонапонски централи, наведов 1, 2, 3 мегавати, ќе има можност за своите потреби тоа да го направат. Така. Во ниво на државата. Во македонскиот пазар, во овој дел, тоа ќе го направат МЕПСО и ЕСМ. Рековме има инфлација на дадени дозволи за фотоволтаици. Значи инфлација сега грубо звучи, голем број на дозволи, но нема само голем број на дозволи. Господине Теменугов. Има голем број на капацитети кои веќе произведуваат електрична енергија. Сега доаѓаме до нешто друго. Значи, окей, се пофаливте, сега ова беше не за да се пофалам, но да бидеме коректни кон граѓаните. Добро, голем број на дозволи. Дали ќе предизвика ваквиот наплив на дозволи, бидејќи се издаваат многу редовно, оптоварување на преносната мрежа и која е капацитетноста на мрежата за да издржи у суштина ваков голем број
на дозволи. Бидејќи едно е да се постават, но треба да се приклучат и во систем. Тој систем треба таа електрична енергија да ја издржи, да има пропусна моќ, да ја трансформира, да ја пренесе од точка А до точка Б, до точка С. Едноставно тоа треба да биде, ако пуштиме 500-700.000 мегавати во оптек, треба тие да бидат физички пренесени. Дали воопшто ние имаме таква мрежа? Ние имаме мрежа, имаме и план. Веќе е подготвен и согласно законот за енергетика се вика индикативен план, каде во ниво на државата се знаат сите точки во делот на капацитетот што можат да прифатат електрична енергија производена од страна на фотонапонските централи и другови да го објасним ова малце подетално. Што значи ова? Така, ве молам индикативно. Ние моментално сме во Скопје. Така. И сме во одредена населба на Скопје. Да кажеме, аеродром. Во аеродром има одредена трафостаница која има капацитет да прими 10 мегавати електрична енергија. Но моментално таа трафостаница прима 9 мегавати. За во таа област да се гради фотонапонска централа од 2 мегавати, а имаме простор само 1 мегават, треба или да се награди трафостаницата, или да се инвестира дополнително на нова трафостаница. Пошто преку трафостаница треба да се приклучи во дистрибутивна мрежа одреден капацитет. Ако не е, како приклучок директно во преносната мрежа. Но тоа се зборуваме за 100-150 мегавати кои треба да се приклучат. И ние веќе ги имаме мапирано сите капацитети во државата. Преку на дистрибуција и преку МЕПСО. Во делот на преносната мрежа МЕПСО доставила податоци, а во делот на дистрибутивната Евенхом доставила податоци. И ние знаеме точно во државата во кое место, во кој регион, во која општина, во кое населено место во слободна општината може каков капацитет да се гради со постоечката мрежа. И имаме секако дека стратегија за развој на енергетиката. Во делот на фотонапонските централи, ние, за да биде одржлива мрежата и да не се направат дополнителни проблеми, и како проблем јас го гледам и тоа дека веќе банките почнуваат да не дават заеми за вакви инвестиции. Зошто? Заради тоа што тие внимателно ги следат што се случува. Значи, ние нема да дозволиме, и тоа треба етапно да го направиме, за во нашата држава да има повеќе од 1500 мегавати инсталирани фотонапонски централи. Пошто тоа го направиле експерти во областа на енергетиката, ја направила Македонската академија за науки и уметност, каде што биле вклучени сите тие што требало да бидат вклучени во делот на енергетиката. И во делот на ветерните електрани, и таму е утврдена колку е максималниот капацитет, и во делот на биогасот, и во биомаса, и во другите капацитети што ги. Морам да се навратам на нешто постоечки капацитет на мрежа. Рековме дека има наплив на барања, сите бараат, сите гледаат можност. Има простор, рековте 1500 мегавати треба инсталирана можност. До 2040 е максимумот согласно стратегијата за развој на енергетика. Ако има наплив, оние што сега добиле лиценца, добиле и тие си градат и можат. Но сега има во процедура, има и некој што веќе поднесува, се мисли да поднесе. Дали тоа значи дека сега ќе има и ревизија на тие што се во процедура, дали може да се приклучат на мрежата? Тие што добиле дозвола за приклучок во мрежа, тоа е веќе завршена процедура. И тие веќе имат капацитет кој е резервиран за нив. Така. Согласно податоците кои ги има дистрибуција. Се што не е до сега завршено? Све до овој момент. Што не е дојдено до фаза за добивање на дозвола за градба. Треба да се ревидира и првично треба да се добива согласност од страна на Министерството за економија, од страна на дистрибуција и од страна на МЕПСО. Дали ова значи дека веќе мрежата е веќе преоптоварена, веќе има само одредени точки кај што може да... Јас сакам да бидем многу отворен и транспарентен кон граѓаните. Барање за приклучок само во преносната мрежа има нас 6000 мегавати. Во дистрибутивната мрежа има над 4000 мегавати.
А ние зборуваме за капацитетот 1500 мегавати вкупно во државата. Така. А тоа не го кажуваме ние. Тоа го кажува стратегијата за развој на енергетиката, посебно во делот на обновливите извори за енергија. Сега, колку имаме во моментов инсталирана моќност? Во моментот само од соларните имаме околу 250 мегавати. 250. Треба да се стигне до 1500. Зборуваме кои се приклучени, веќе Така, произведуваат електрична и она резервирани што се викаме тоа е 1250 мегавати моќност имаме веќе. Веќе и тие произведуваат. Значи има 4000 и 6000 спома барања, значи нема да има дискрециони права сега можност кој да добие приклучок кој нема да добие. У суштина овие што искористија брзо им отида 250 што беа први искористија, но сега ако има ваква јагма нема да има можност за дискреционност. Енергетскиот сектор е стратешки сектор за една држава. Тоа е неспорно. И во делот на безбедноста и во другите насоки каде што државата треба да работи. И што сакам тука да кажам? Ова е што го слушам, ова до сега така не се однесувавме кон него, но добро што. Да, значи приоритет во инвестиции ќе има ЕСМ. Било тоа во нови капацитети, било тоа во обновливи извори, било тоа во батерии, како што кажате, приоритет секогаш како држава и да даде Господ и после откако ние нема да бидеме, ќе му се даде на ЕСМ. Зошто? Заради тоа што ние првично треба да имаме наши собствени капацитети како држава. И ако имаме ние приватни инвестиции, но тие се во приватна собственост. Во време на кризи. Треба ние да имаме државен капацитет, што ќе може да им излезе во пресед на барањата на граѓаните во такви времиња, во тешки времиња. И затоа, и тоа јавно го кажувам, пошто знам дека има голем интерес во оваа тематика, секој проект кој е предвиден од страна на ЕСМ, тој автоматски ќе добива согласност од страна на владата и ќе ги завземе тие одредени проценти на капацитетот кој е предвиден согласно стратегијата за развој на енергетиката. За другите капацитети, и со претходното решение, и со постоечкото, све што е на 10 мегават капацитет во делот на енергетиката треба да добие овластување од страна на владата. И тоа е реч секаде во светот. Не зборуваме ние за собствени капацитети, за мали капацитети, за вашите потреби, за моите потреби, на X потреби, Y потреби. Зборуваме за големи капацитети, пошто ние таму даваме земјиште. Може да се пренамени земјоделско земјиште. Ние и тие анализи треба да ги направиме, дали за нас е поприфатливо и подобро како држава одредено земјоделско земјиште да го пренамениме на соларен парк, или пак тоа земјиште да се работи како земјоделско земјиште и со тоа да се произведуваат одредени производи. Значи, првите што искористија, сега ќе биде по жестока судењето, мислам одредувањето кој може, кој не може, значи. Добро, рековте, ќе завршиме веќе со енергетика во тука. Не сакам на таков си начин да го пренесете, зошто? Не, мора да биде појасно, бидејќи... Зошто не сакам? Заради тоа што сакам многу фер да бидам кон сите граѓани и потенцијални инвеститори. Никој не веруваше дека ова влада може за 3 години да даде толку лиценци и веќе да има во мрежа толков капацитет. Ако памтите вие, и со вас директно сме разговарали во оваа тема, значи, кога ние го либерализиравме, објавивме аукции, сите да имат исто право да конкурираат, тогаш зборуваа дека кај нас не ќе може тоа да се направи за овие 2-3 години. Сега сме во ситуација да ние треба да ставиме контрола заради тоа што има толку голем наплив. Така. И добро што сме во ваква ситуација, и подобро да се стави контрола, но најважно од све е дека за наредните не знам колку години, децени, Република Македонија ќе има своји капацитети производствени и нема да биде зависна дали одредена држава во регионот ќе ми ги затвори подграничните капацитети. Дали одредена држава има проблем со нивната преносна мрежа. Дали ќе ми дозволи 100 мегавати прекограничен капацитет или 200 мегавати,
Да не се ставиме во таква ситуација, ќе ги имаме нашите производствени капацитети внатре во државата и зошто да не да им излеземе во пресети на другите држави во регионот кога ќе имат потреба тие за да ги Морам да ви го снабдуваме поставам сега прашањето. Околу дискреционото право за одлучување на министерството, на пример, еве, сама рековте ќе има приоритет, но ако има наплив од 4000-6000 мегавати, а се борат за 1500 до 2040 година, како ќе го оттргнеме оноа, знаеме дека имаме системски слабости, имаме корупција, тоа е вториот најголем проблем во анкетата што вие нарачавте. Првата е економската позиција, платите, инфлацијата, а втората е криминалот и корупцијата. Само да ви завршиме. Пред неколку дена излезе, значи, инфлацијата и за мај. Така, само момент. Во делот на преамбените производи од октомври до овој момент, со мерките кои ги носеше Министерство за економија, од 30% е намалено на 14%, а целокупната инфлација од 20% на 11%. Ке зборуваме за инфлацијата и за мерките. Дупло намалена за неколку месеци. За дискреционото право, како ќе се оттргне, бидејќи корупцијата е голем проблем во општеството. Втора, ретко се појавува корупцијата и криминалот на второ место во анкетите, секогаш е некаде подолу, секогаш е некои други прашања во сите, не само на NDI, туку и на ИРИ и на сите останати, малце подолу е корупцијата и криминалот. Овде е на второ место. Како ќе обезбедите транспарентност, објективност и да нема дамка во одлучувањето, сомнеж да нема при одлучувањето кој ќе ги добие мегаватите, бидејќи ќе треба да се реже сериозно, да се одбиваат фирми, поединци, личности, да се одбиваат, бидејќи станува збор за голема бројка. Ако имаме 4000 или 6000 бара за што не бе многу јасен. Во делот на фирмите за своји потреби и домаќинствата, тие значи не треба никаква дозвола. Да, не, зборуваме сега за пазарниот дел, зборуваме за вие зборувате за комерцијалниот дел. Така, за комерцијалниот дел. Кој ќе биде подготвен, кој ќе гарантира на државата дека тој капацитет за одреден период ќе го гради, тој секој дека ќе добие согласност. Со бакарски гаранции, со утврдување на време за колку тоа би го направил и тие ќе добиват. Зборуваме за согласност која ќе се дава пред да добиеш градежна дозвола. Тоа е последната согласност. Така. Кога ќе го имаш тоа согласност добиено од страна на владата и Министерството за економија, вие веќе автоматски добивате дозвола за градба. А секој од нас знае за колку би се градила одредена централа со одреден капацитет. Ако тоа не се направи, секако дека ние нема да ги даваме тие согласности заради тоа што некој што е подготвен тоа да го направи, не ќе има можност на некој што би можел и преку корупција и криминал, како што кажате вие, така, во одредени институции, да резервира капацитети, а после со тие капацитети да тргува и да бара потенцијални инвеститори. Енергетиката не е, и капацитетите, извинете, во овој случај, не се за тргување. Така. Тие се за користење и ќе ги користат тие што се најподготвени во овој дел. Сега, за инфлацијата сакате да споредите дека се намалува, точно, да. Например, пети месец 2023, пети месец 2022, значи мај со мај, цените се повисоки за 11,3%. Лани во мај, значи лани 2020, имавме инфлација од некаде 17-16-17%. Значи ова Не се има толку инфлација лани во мај. Ќе ги не видиме, сега ќе ги отворам, значи порасна трошоците сигурно беа толку. Овде во однос на мај зборуваме 11%. Да, окей. Не, зборувам се, гледам за вкупната инфлација. Okay, значи, ја гледам се тоа, можеме и да влегуваме сега и, например, храна и безалкохолни пијалаци, например, мај е 14,6 поскапо, еве ги, првото. Храна и безалкохолни пијалаци, само со месецот, еве ги. Сакате први од јануари до мај 2023. Која сакате вие тоа? 20,5%. Која сакате вие тоа? Еве го. Еве ги отворив. Значи не е баш така добра состојбата со инфлацијата. Не е баш најдобро и тоа ние сме го кажале. Не, ама сега сакавте да се пофалите пред малку, но сега да збориме... Ние со нашите мерки, кои се поддржани околу 90% од страна на граѓаните, успеавме за не повеќе од 4-5 месеци дупло да ја намалиме инфлацијата
и вкупната и во делот на прехранбените производи. А генерално мерките беа носени за прехранбените производи. Нема овде, сега ги гледам, Не, имате намалена. вие следите секојдневно политика и случувања и знаете дека во ноември инфлацијата во делот на прехранбените производи во нашата држава била околу 30%. Моментално зборуваме на 14% и тоа што сме го ветиле, тоа ќе го оствариме. Сега зборуваме И за во првите 5 јули- месеци, во за јули- првите 5 месеци во споредба со првите 5 месеци лани, Колку е? значи 7,5. 20,5 на храна и безалкохолни пијалаци. Вкупната 7, кога е нещо. 14,5. Не може 14. Од јануари, мај, еве ги, па сега да не го вртам мониторот Од на телевизија. јануари, мај, со Сега различни целокупната броеви инфлација зборуваме. за претhodната година би требало чеки, да за биде околу целокупната сега ќе биде- 7 кома нешто. Мислам дека треба да биде околу 7,5. И тоа што сме го ветиле на почетокот на годината, и тоа Да. го остваруваме. Целокупната инфлација, ма тие ја мерите во однос за 7,5 во однос на целата година. Да. Ја гледам во мај, овој мај, Да. значи во споредба со минатиот мај, Да. плаќам повеќе храна, Да? 14,6% повеќе. Вака сега. Тоа е тоа. Вака сега. Така Тоа се го мери. кажав. Но пред 4-5 месеци Тоа- плачеше 30%. Добро. Дали е така? Треба да видам, да ги отворам серија на Така е, податоци. пошто ги знаете вие на памет. Не, јас ги читам. Ја ништо знаете. на памет не зборувам. Значи вака. Јас секогаш читам. Значи вака. Па тогаш барајте колку било пред 4-5 месеци и читајте пред јавноста да знае дека дупло е намалена. Ние сме ветиле дека со инфлацијата во јуни, Добро. која треба да излезе на почетокот на јули. Така? Добро. Инфлацијата за јуни излегува Така. почеток на јули. Вкупната инфлација ќе биде под 10%, Добро. споредбено со претhodната година. Така. Кај што имаме огромна база, цените, знаете, тоа е И во делот на прехранбените производи ќе биде под 10%. Во ниво на државата, ако одиме со овој тренд, ние ќе ги надминеме очекувањата и на Министерството за финансии и на Народна банка, кои предвиделе инфлација од 7,2% околу за целосната година споредбено со претhodната. И јас сум убеден дека со ваков тренд ќе одиме со инфлација под 5,5% сигурно. добро. Само за сите што И не ова го следат, кажуваме јавно, значи така е. на крај на годината ќе се зборува. Еве, само на сите што не следат. Ако 100 денари чинело нешто, инфлација е 30%, Не е 30%. не, ако е лани, еве лани, била на прехранбените. Да. 130 денари ќе биде прехранбениот производ било кој. На таа инфлација сега ако е 10%, 10% е 13 денари до тоа, значи производот ќе биде 143 денари. 143 денари ние плаќаме сега. Значи вака, На ако, 100. ако правиме такви калкулации како Тоа е што правите математиката, вие, тоа е реалната математика. ако ние правиме такви математики, значи ако зборуваме за 5 години, Секогаш е затоа инфлацијата по Бе, 2% бе, губиме вредноста и се тоа. затоа те молам Океј, да бидеме многу коректни кон се ви кажувам, граѓаните. јас ги гледам податоците, не е баш толку затоа смирено. треба да зборуваме конкретно и да Е, биде со многу бројки, јасно јас кон читам, јас само граѓаните. читам Не споредувам правите веднаш. калкулации, Не, само им појаснувам како се пресметува ги основата дека е земате основата. бројките само тие што би излегола во последните година и пол. Добро, на пример, јас кога за Но не се калкулира зеленчукот, така. за зеленчукот кога го замрзнавте цените на пример во февруари, кога сите беа запрепастени што имат доматите по 120-150 денари. Знаете како во ми изгледа февруари сега? јас не памтам дека сум јадел домати, искрено да ви кажам, Значи, бидејќи ги фрламе во Вака, јуни. знаете како јули. ми изгледате сега со ова? Не, само прва споредба? ствар, како? Не, интересно е како разговор да ми зборувате сега за тоа кога сами сте произведувале домати или јас и колку ми коштало тогаш. Не, и не, колку не, ми не, кошта не, не, сега. не, не беше Ме тоа разбираш? поентата, не ми беше. Јас само се прашувам дали тие Па мерки, јас еве дали прашувам. тие мерки Кога дадоа сами, резултати, например, вистински дадоа дома резултати. произведувате одреден производ Така? земјоделски и кога ќе купувате, дали поевтино тоа ви е дома или кога ќе го купите? Вака, јас немам никаков проблем. Или пак, јаве, ќе земам, Никако, ќе се кога ќе земам отидам себе на си. пазар, ако ќе се видам зем- во јануари патлиџани, Ќе се домати зем- нема да ги купам. Ќе се земам себе си како пример. Добро.
Да не направиме вакви споредби, да се повикаме на официјални податоци. Така и ги читам јас официјалните. На тие да го ги отворив Екселче. Да ги објасниме пред граѓаните. Океј, доаѓаме до анкетата, леле ни тече времево, се задржавме за енергетиката, но мислам дека одамна не сме правеле муабети за енергетика, па затоа малце и јас навлегов во тематикава, бидејќи гледам сите ги интересира цена на газ, ги интересира нешто подневно што е, али ова се суштински прашања како што се решават и затоа е подкастов каде се парите, да видиме каде се парите, се извинувам, каде се парите, бидејќи ќе се вртат големи пари во овој бизнис, па сакаме да лоцираме уште сега што може да биде работата, затоа се задржавме за енергетиката малце повеќе. Хајде да се вратиме на она на анкетата, мене многу ми е интересна, морам да ви кажам, анкетата ја добив, ми ја пратија, фала му на колегата што ми ја прати, нема да го именувам бидејќи немам дозвола да го спомнам. Фала ти, ќе му кажам дека е пофален затоа што ми ја прати, но вие сте горди на овде што пишува, јас гледам и сериозни забелешки има на вашите успеси, например. Интересно е оценка на мерките на владата за сите наброени подови, оценете, например, тоа е оцена на мерките на владата. РК е многу лошо поминува, Регулаторната комисија за енергетика, и втори сте вие многу лошо поминувате. Значи, вие имате КЕЦ, значи со 100 е задоволително, со најлоша оценка 49,9, а двојка имате 24,4%. Значи, на кое? На прашањето оцена на мерките на владата. За сите наброени подови, ве молам оцените со 1 до 5, каде е тоа, колку биле ефикасни во спроведувањето со економската криза, зголемувањето на цените и енергетската криза. Значи, тоа е прашањето. Вака се. 40 страна. Значи вака. И овде, и ЕСМА, вие што го пофаливте, е трет одма после вас. Значи, парламентот после доаѓа сите останали. Значи вака. Јас сум, и не сакам да навлегувам, да интерпретирам тоа што е во анкетите, тоа го прават експертите и тоа што ги прават анкетите. Зошто излегува РК е Министерство за економија и јаве... И ЕСМА е трето. Јас сум убеден, излегуваат овие три институции, пошто овие три институции, во одредени моменти и МЕПСО, за рече се 2 години, секој дневно носиле мерки во интерес на граѓаните. И секој граѓанин во Република Македонија, кој ќе го прашаш, кој менаџира со енергетската криза, кој менаџира со инфлацијата, кои ги носат мерките, кои се тие што се повеќе посветени како институции, ќе ти излезат овие три институции. У суштина да си чутевте ќе беше подобро од секетивот. Не, биве замолил да одите на тоа како ги оценуваат мерките поединечно секој граѓанин. Во делот на субвенционирање на електричната енергија, во делот на замрзнување на цените, во делот на замрзнување на маржите. Интересен е податокот тој што ќе дојдеме да... Таму ќе видиш дека над 80% од граѓаните ги поддржуваат мерките кои се носени од страна на Министерството за економија и секако дека со поддршка и од РК и од ЕСМ и од другите институции. Интересно е податокот дека добар дел од граѓаните, над 70-80% тука некаде, бараат прилично поголема регулираност на дејноста, у суштина да не биде либерално, да не биде пазарна економија регулирана. Туку регулирана. Интересен е овој податок, бидејќи влегуваме во предизборна година, веќе сме во предизборна година, не влегуваме, изборите ако бидат редовни ќе бидат до година, и претседателски и парламентарни. Дали ова ќе биде многу клучно за креирање на наредните политики и ќе одстапите од либералната економија, од пазарната економија и ќе влегувате малце во порегулирана, за да ги задоволите очекувањата на граѓаните? Значи, економската понуда, јас сега можам да зборувам за Демократската унија за интеграција. Добро, и како министер за економија, значи како коалиционен партнер, вие сте члени на раководството на другите. Не, зборувате за наредните избори, не зборуваме за сега, за овие мерки, за сега зборуваме. Не зборуваме за наредните избори, зборуваме за политиките до наредните избори. За економските политики до наредните политики, дали ќе ги прилагодите на очекувањата на граѓаните за да ги задоволите, за да гласаат. Тоа сакам да кажам. Нема да се откажеме од пазарна економија. И затоа работиме со децени како држава. Јас сум убеден дека повеќето од граѓаните се за пазарна економија. Иако треба секој, и тоа е обврска наша, за да ги информираме граѓаните што значи пазарна економија и што значи регулирана економија. Регулирана економија знаеме, и кога кажа тоа е професорот Побоски, било во 80-тите, 90-тите, кога државата регулирала све во секоја дејност.
Тоа време веќе завршило. И ние одиме кон европскиот пазар, кон принципите на работа на Европската Унија, а тоа е целосна пазарна економија. Секако дека во одредени ситуации треба и државата да регулира одредени работи. Што ќе преземете сега во наредниот период? Но тоа се времени мерки. Како што беа мерките кои ги носевме до овој момент. Веќе не важат тие мерки. Да. Што ќе преземете сега? Може Ако да не излегува од контрола ситуацијата во одредени сектори, и тие мерки нема да се донесат. Ако ние имаме податоци, добиваме информации, дека има злоупотреба во одредени дејности, во одредени сектори, секако дека ќе интервенираме се со цел кризата да не биде во грб на граѓаните и да не се злоупотребат граѓаните, во овој случај потрошувачите генерално во Македонија. Финишираме, не сакам да го продолжам повеќе подкастот, иако може да разговараме многу, одамна не сме се да разговараме. Во однос на ДУИ ќе биде целосно за пазарна економија. Окей, што мерки ќе преземете како Министерство за економија? Подготвувате ли нешто? Бидејќи инфлацијата сепак не е смирена, а сите меѓународни институции најавуваат тешки години. И оваа и наредната година и сите се како на низок старт дека не чекаат сериозни предизвици. Ја ќе излезам малку од скромноста, граѓаните да бидат спокојни, ситуацијата се следи у дневна база и сите мерки ќе бидат во интерес на граѓаните и на нивните. Што планирате? Имате очекувања. веќе нешто на ум што би преземале сега во овој момент? Секако дека имаме. Што? Првично треба да видиме како ќе се утврди цената на електрична енергија, не само за домаќинствата, Така. и за малите потрошувачи, кои се очекувањата во наредниот период и во меѓународните берзи во делот на електрична енергија и други енергенси, пошто и другите енергенси имат голем инпут во утврдување на финалните цени и на премавените производи. Јас сум го кажал и во влада, можам и јавно тоа да го кажам, веќе треба да се работи на нов закон на плати, да се зголемат платите, не само во јавната администрација и во јавниот сектор, но генерално во државата, согласно постоечките бројки и методологијата, и наредната година најверојатно ќе имаме големо зголемување на минималната плата, што секако дека тоа ќе ги зголеми и другите плати во приватниот сектор. Да, но зборуваме за 78% зголемување, многу убаво во анкетата тоа е опишано, сите се незадоволни од тоа што е направено. И јас сум незадоволен. Ама ништо не правите во влада И да јас го сум смените. незадоволен. И јас сум незадоволен. И сите мои колеги се незадоволни. Па што не донесете законитно? Затоа што тоа е одлука на сменете го законот одма, уставен поитно. суд. Веќе се работи, согласно моите сознанија, на нов закон за плати. Баш Што пред ќе биде наредната година дури? пред 2 дена имаше економски социјален совет, каде што се разговараше во оваа тема. Таму се вклучени и синдикатите, и бизнис секторот, и различни институции, и сум убеден дека за кратко време ќе се донесе тоа законско решение. На крај ќе финишираме со нешто, сакав ова да биде појако. Иако просечната плата во државата во последните 3-4 години веќе секоја година се зголемува над 12%. Значи сега ве молам да прочитате ги мојата анализа, мојата анализа на pari.com.m значи, каде дека 60% од вработените во државава се далеку од кошничката, потрошувачката кошничка. Значи страотно луѓе не можат да си дозволат да се прехранат. И вие добро тоа го знаете дека таа потрошувачка кошница која се објавува не е точна. Два пати е калкулирана инфлацијата, Така. што статистички е недозволиво. Така. И вие тоа го знаете, дека и не треба да се повикаме на тоа потрошувачка кошница. Но нешто друго морам да... од нареден месец, значи, зголемувањето на платите ќе го надмине зголемувањето на инфлацијата во нашата држава. И просечната и Ја минималната колку што знам, плата. 3% има изгубено вредноста на платите, така што во суштина сите сме осиромашени за 3% поради инфлацијата и ако растат платите. Споредбено со Така. месеците јануари, февруари. Нешто друго морам да го прашам ова. Зборуваме за мај, јуни. Така, морам нешто да ве прашам ова и ќе завршиме со ова. Правевме ние анализа, нели имаше замрзнување на маржите, таа мерка не ја знаат граѓаните недоволно, посебно албанците не се информирани за владините мерки, тоа го покажа анкетата на пример. Но има нешто друго,
многу интересно во пазарна економија на сите продавници и различни продавници, например различни брендови на маркети, на пазари различни делови од градот, од државава, горе-долу цените на производите да се исти. На сите нас што малце се сеќаваме на некои други времиња, постоеше една институција, се уште постои, а тоа е антимонополска, значи комисија е тоа, која што не е под ваша надлежност, но порано беше активна. Вие во влада сте поставили ли прашањето што работи таа комисија антимонополска, дали воопшто е истражено некое здружување на трговците да се здружат и да диктираат цена на одредени производи, бидејќи не може секаде домато да биде 150 денари. Абе некој ќе го најде ќе го продаде за 140, некој ќе го набави набавно 90 денари, па ќе има маржа од 30 денари, 120 ќе го продаде. Не може сите да го најдат за 150 денари. Ова прашање е отворено од моја страна и од страна на други колеги. Да бидам искрен, нема информации дали има некој наод или направиле некоја контрола. Тоа е независна институција за заштита на конкуренцијата, која е под надлежност на Собранието на Република Македонија, и јас очекувам да се зајакнат нивните капацитети. Имаме нов закон за заштита на потрошувачите, каде што и пазарен инспекторат ќе добија дополнителни надлежности, и сум убеден дека преку пазарниот инспекторат ќе ги надминеме овие проблеми што ги имаме. Многу добро го кажавте. И токму тоа е пазарна економија, и да им се дозволи и на бизнисите некој да стане поконкурентен во делот на цените, некој во делот на квалитетот, и накрај потрошувачот да одбере каде ќе оди и ќе пазари. Ма не ви ли сомнително е сите да имаат заради тоа што мене лично и на премиерот и на другите колеги ни беше сомнително во одредени дејности, целосно ги замрзнавме цените на тие производи. Да беше другачие, ќе ги замрзнавме маржите на тие производи, немаше да одиме со директно замрзнување на. Ма како да не се реши со тоа проблемот? Ако памтите, например за цената на лебот. Сите производители во државата има иста цена на лебот. Така различни профити има, например, исто тоа може на паритичка тоа, да се што значи дека тоа пазарна економија нема логика. Заради што тие не набавуваат. И добро се води постапка за тоа. Значи, побаравте од собрание да постави прашање. Јас јавно сум побарал од Комисијата за заштита на конкуренцијата да отвори постапка во тие одредени сектори, каде што ние мислиме дека може да има. Имате повратна информација? Отворено е, се постапува, имате информација? Немам до овој момент информација. Јас сум во постојан контакт со Државниот пазарен инспекторат, со кој се прават контролите согласно координативното тело која е формирана во влада, каде што се ДПИ, УЈП, финансиска полиција и другите инспекции. Министре, тука ќе да го завршиме овој подкаст, имаме уште многу за разговор. Се надевам од септември повторно ќе ми бидете гостин, нема да се криете како некои колеги од соочување во овој подкаст со мене, но убав и интересен разговор. Ви благодарам уште на што бевте дел. Благодарам на поканата. Вие знаете, веќе јас 6 години сум министер за економија, не се случило некогаш да се кријам и да не учествувам во емисија. Со вас имам направено барем 30 на интервјуа. За овие 6 години. Минимум, така е, тоа беше се гледаме во наредниот подкаст.